Почитувани новинари, сакам да ве поздравам и да ви посакам добре дојде на пресконференцијата на Сдруженијето на граѓани За нас се работи. Оваа пресконференција е свикана по повод донесувањето на програмата за заштита на животна средина од страна на Советот на општина Битола на ден 10.7.2015 година, на 38-та седница на Советот на општина Битола. На наше огромно разочарување беше донесена програмата за заштита на животната средина и природата за 2015 година. Кога велиме огромно разочарување, мислиме на оние неполни 4 страници хартија, кои наводно треба да значат сериозна програма за справување со еден алармантен проблем на територијата на нашата општина, предложена од Одделението за заштита на животната средина. Истата е направена крајно паушално и крајно нереферентно во просторот и времето, како што беше еден од коментарите на советниците во јавната расправа по повод донесувањето на програмата, што според нас представува срам за општинската администрација. Според предлагачот на програмата се заснова на некаква проценка, да бидеме искрени, ниту некаде прочитавме, ниту видовме, ниту пак слушнавме образложение за какво било проценка, ниту пак е наведено каква проценка е направена, ни кој направил, ниту врз каква основа е направена самата програма. Во една од предлог мерките, тоест активностите, се предвидуваат акции за пошумување, замислете не една, туку повеќе акции за пошумување, и тоа не било каде, туку на опожарените райони од општината, и за тоа се предвидени дури 40.000 денари. Не е наведено ни колку акции, ни на кој начин ќе бидат изведувани. За реконструкција и чистење на коритото на реката Драгор се предвидуваат 6 милиони денари или 100.000 евра, и тоа се напоменува дека вакво чистење и одржување е стандардна активност и во годините кои изминале, па не интересира какви одржувања се реализирале, кога во изминатите месеци и години долж коритото на реката Драгор на кое и самите сме сведоци дека имаше неколку одрони кои се уште не се санирани. Чудно е и тоа што со програмата се предвидува новогодишна награда за најубав уреден балкон во градот, и тоа во висина од 50.000 денари. Значи за акции за пошумување на опожарените локации се предвидуваат 40.000 денари, а за најубаво украсен балкон 50.000 денари. Активност која што апсолутно не би требало да влезе во никаква програма за заштита на животната средина. Напоменуваме дека и во оваа програма се предвидуваат повеќе од 10.000 евра за започнување на реализација на програмата која беше донесена во 2013 година по препорака на Министерството за животна средина, и тоа со допис кој за жал е загубен некаде во општинската архива. Програмата од 2013 беше создадена по 5 годишна анализа на состојбата во која се наоѓа општина Битола и во која беа предложени конкретни мерки кои доколку навремено се спроведуваа, од донесувањето на истата до денес многу работи немаше да се случат и ќе се заштедеа многу повеќе ресурси и средства и најверојатно ќе згаснеа помалку човечки животи. Зошто таа програма се до нашето појавување и нејзиното обзнанување стоела во филка, се уште не сме добили официјален одговор. Неофицијалниот одговор е дека општината немала пари за реализација на мерките од програмата. Да напоменеме дека и на крајот од програмата предлагачот пресметал и колку средства од буџетот на општината треба да се издвојат за реализација на истата и добил сума од 10.700.000 денари, но според нашето пресметување, вкупната сума изнесува 11 милиони денари или 300.000 денари повеќе од пресметаните, со напомена дека за една од активностите не се предложени парични средства. Ова го сметаме како, ајде да речеме, ненамерен пропуск кој не е толку важен во оспорувањето на самата програма, и предпоставуваме дека е само проблем на стари калкулатори на општинската администрација или пак недоволно познавање на математиката и да прецизно се пресметаат сумите кои се предвидуваат. На крајот на ова наше барање, во прилог на појаснување на проблематиката со заштитата на животната средина и грижата за истата, сметаме дека ние, граѓаните на Битола, имаме право на одговор на следно прашање, кое треба да го даде таткото на градот, градоначалникот на општина Битола, доктор Владимир Тајлевски. Градоначалниче, со оглед на транспарентноста за која се залагате и која согласно стакон сте должни да ја спроведувате и почитувате, ве молиме да ни дадете одговор на прашањето. Каде и на што се трошат средствата кои РЕК Битола, т.е. Електростопанство на Македонија, согласно договорот, ги исплаќа на општина Битола како одреден бенефит, и тоа со единствена намина за заштита на животната средина, кои се пак нешто повеќе од 15 милиони денари или околу 350.000 евра годишно. Да подсетиме дека овие средства се исплаќале и во текот на изминативе години, односно од 2005 година до денес.
Очигледно е дека од 2005 година до минатава 2014 година поминаа цели 9 години, што значи дека општина Битола добила 2.250.000 евра само на име заштита на животна средина. И тука не ги вметнуваме и средствата кои општината ги добива од регистрација на моторни возила и други ставки, а со иста намена, тоа е заштита на животната средина. Да резимираме. Ако оваа програма која Советот ја усвои, а беше предложена токму од општинската администрација, која е под надлежност на градоначалникот, и за истата се одобруваат 11 милиони денари или нешто помалку од 180.000 евра, од сумата која ја добиваме од РЕК Битола, можеме само да замислиме колку убава животна средина би имале ние, доколку средствата со кои располага општината за оваа намена правилно би се користели. Сакаме да го поздравиме конечното започнување на мерењето на квалитетот на амбиенталниот воздух од централното градско подрачје, со подсетување дека истото требаше и мораше да се направи уште од 2013 година по дописот добиен од Министерството за животна средина, но и пред 4 месеци кога беше подпишан меморандумот, односно меморандумот беше подпишан на крајот на декември 2014 година, а пред 4 месеци, крајот на февруари, требаше да започне договореното мерење. Очекуваме дека, како што беше договорот, ќе има уште најмалку 3 мерења, по кои што мерења, согласно она што беше многу пати ветувано, ќе се детектираат и санкционираат загадувачите, потенцијалните сите оние кои што ќе бидат откриени по 4 вкупно извршени мерења. Благодариме за вниманието.